Два дена втора текстилијада на Сдруженијето Гласен текстилец. Оваа година текстилијадата на Гласен текстилец ќе биде богата со трибини, со ликовни уметности, перформанси, а пред се со разговори каде ќе се зборува за правата на текстилците и на кожарските работници. Настанот ќе се одвива два дена на 19 и 20 октомври, петок и сабота. Мотото за оваа година е преку културата и уметноста да започнеме социјален диалог, бидејќи во последниот период особено се зборува за недостатокот од млада работна сила во индустриите и затоа сметавме дека треба да ја започнеме оваа тема и на локално, но и на национално ниво, бидејќи ова се некои горливи теми што нас засегаат сите, особено младите, па и вработените во индустриите. Затоа утре имаме дебата која започнува од 13 часот, на која ќе бидат присутни Милан Живковиќ од Фондација Фридрих Еберт како модератор на истата дебата. Понатаму градоначалникот на општина Штип, господин Благо Почварски. Исто така веќе најавени и министерот за финансии Драган Тевтовски, како и шефицата на кабинет од Министерството за труд и социјална политика. Секако ќе се доделуваат и благодарници на анонимните текстилни работници, а тука и промоцијата на весникот на текстилните работници. Оваа година текстилијата ја посветуваме на текстилните работници и младите, без чија поддршка не може да обстоиме како организација, и ја посветуваме посебно на анонимните работници, чија што поддршка е безусловна и оваа организација не би можела да работи. Затоа и ова година ќе ја доделиме благодарница на анонимните работници за нивната поддршка во работата на Гласен текстилец. Исто така сакам да го представам првиот вестник на текстилните работници, кој што е направен за луѓето од текстилната и кожарската индустрија во источниот регион. Истиот е произведен од за текстилните работници и со радост може да потврдам дека после 25 години два пати годишно текстилните работници ќе можат да дојдат до информации директни и истиот ќе биде делен во источниот регион. Оваа година текстилијата ќе започнеме со првата активност на која што бевте и вие поканети, ќе биде представен бизнис планот, т.е. преку канвас за социјалното претприемништво и иднината на социјалните претприемништва во текстилната индустрија, каде што ќе бидат поканети и директорот на текстилното училиште Дејан Доневски и представници од Фондација за развој на локалната заедница. Ќе се дебатира како може социјалното претприемништво како проект да се вметне во иднината на младите кои што завршуваат во текстилното училиште. И истото би сакале да го дадеме како идеја за младите кои што би сакале да отпочнат едно социјално предпријатие. 13 настани ќе бидат дел на втората текстилијада на Гласен текстилец со дебати, ќе се зборува за миграцијата на младите од земјата, а исто така ќе има изложби и музички перформанси. Втора година поред имаме низа на активности, 13 на број. Меѓу нив, освен што ќе има активности посветени за текстилните работници, оваа година, како што и самото мото, преку културата и младите за промени, ние фактички се посветуваме кон младите и тука имаме низа на дебати, работилници, проекција на студентски филмови и музичка програма, каде што ќе бидат застапени најмногу младите. Имено вториот ден саботата во 12 часот ќе имаме дебата културата и младите, каде што ќе бидат присутни личности кои што се таргетирани од оваа тема. Секако во Гласен текстилец, текстилните и кожарските работници ги бараат своите права. Во секое време можат да добијат помош и одговори на проблемите кои ги мачат, а се уште ги притискаат проблеми поврзани со нивното работење. За она што јавно реагираме како организација, во дел од конфекциите работите се средени, дел си останува се уште непроменето. Се надеваме на уште поголема свеска и работниците за уште, како да кажам, повеќе да се јавуваат, да ни даваат повеќе информации за повеќе да можеме и ние да работиме. Многу е битно што во оваа текстилијада, во вториот ден, односно во саботата од 8 часот, малце е доцна, но терминот е таков бидејќи се најавени работници од источниот регион,
ќе имаме една работилница за надлежностите на трудовиот инспекторат, односно кои се ингеренциите на трудовиот инспекторат, кои се ингеренциите на нас како невладини организации, до каде ние можеме да одиме во борбата за работнички права или за прекршени права на работниците. Она што најмногу ги мачи текстилните и кожарските работници се годишните одмори и К15 регресот за годишни одмори, како и редовните плати и осигурувањето.